Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска за следните 70 на минути. Бугарија се инспирираше од Преспанскиот договор. Македонија плати преголема цена со промена на името, вели председателката Силјановска Давкова. Општина Јегуновце во Сиричино прави парк од 1,25 хектари. Одете си брукасте, распали судијата Савевски по судскиот совет. Таквите навреди се непочит кон колегите, опомена адвокатот Страшевски. Македонија е 34-та членка на платформата World Skills Europe. Глобално признание за балканскиот бисер Македонија доаѓа од Израел. Од патарини инкасирани над 30 милиони евра за половина година, поголема достапност до МТАК уредот. Лани пораснал бројот на запишани студенти, најголем интерес имало за здравство и за социјална заштита. А на самиот почеток и следната вест. На 3 јули, кога црквата го слави споменот на преподобниот чудотворец Наум Охридски во манастирот посветен на овој светец на Попова шапка, се ослужи архиерејска божествена литургија на која чино началствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение на свештеници од Тетовско-Гостиварската епархија. Секоја година, како и денес, сме тука на овој ден на манастирската слава во манастирот Свети Наум овде на Попова шапка. Ви благодарам што направивте подвиг и со голема љубов и вера дојдовте да оддадете почит на денешниот светител. Светата православна црква секоја година на овој ден не потсетува дека во историјата на христијанството проповедал и живеел според верата Христова еден од големите духовници, преподобниот Наум Охридски, познат и почитуван надалеку. Верниот народ од нашата земја има особена почит кон светиот Наум, посочи владиката господин Јосиф во беседата. На литургијата присуствуваше многоброен верен народ кој претходно подготвен пристапи кон светиот путир. По завршување на литургијата беше прекашен и благословен празничниот колач. Црковниот одбор ги пречека сите поклоници на манастирот и приреди трпеза на љубовта. Prva se
Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
твоите крилја. Преспанскиот договор беше голема цена, а мислам дека и Бугарија се инспирира од него за да поставува своји барања, смета председателката Гордана Силјановска-Давкова. Тоа е голема цена, тогаш ни требаше НАТО, а ние им требавме нив. НАТО не беше на референдумското прашање, беше само Европската Унија. Најголемата грешка кон нас е грешката во Букурешт. Дотогаш одевме нагоре во развојот во секој поглед, потоа незаслужено останавме надвор. Правам голема разлика помеѓу НАТО и Европската Унија. Во ваква безбедносна ситуација НАТО е многу важен, но Европската Унија е нешто друго, изјави председателката во интервју за Канал 5. Силјановска-Давкова вели дека не го сменила ставот во врска со Преспанскиот договор и оти не е корисен за нас. Сметам дека тоа може би е реал политика, но и самиот Ципрас кажа дека малку требало да дојде до признание без промена на името. Тврдам дека Обединетите нации се тело во кое сите држави се еднакви. Повелбата важи за сите, дека правото на самоопределување го вклучува во себе самостојното определување на името, знамето, политичкиот систем и така натаму. Да ви речат дека заради светот на реал политиката во надворешните односи треба да го употребувате новото име, ама внатре во државата е директно мешање во внатрешните работи и кршење на сите акти, особено на Виенската конвенција, вели Силјановска-Давкова. Според неа, ако имавме бенефиции со промена на името, тоа ќе значеше дека сега би биле во Европската Унија и би наидувале на разбирање. Во Грција стојат истите патни знаци. Не се донесени трите меморандуми. Вториот дел од договорот за односите во образованието, науката, културата, економијата не се променети. Очекував Грција да биде таа што и на Европскиот совет и на Бугарија ќе им предочи дека во членот 7 е решено прашањето, да укаже дека ако таму пишува дека за втора страна името Македонија е територија, народ со своја историја, култура и јазик, тогаш не би требало сега со секој сосед да се докажуваме и да постигнуваме компромиси. Мислам дека инспирацијата кај Бугарија дојде од Преспанскиот договор. Во 1999 година ние имавме договор со Бугарија. Таму нема дека треба да впишуваме малцинство ниту да формираме комисии. Ништо не се смени од тогаш. Кога не признаа во 1993 година, ништо не бараа. Што е тоа ново што одеднаш се појавува како проблем? Опасноста од нас да влеземе во Европската Унија? Тогаш проблемот не е во нас, туку во правилата на Европската Унија, што треба да се менуваат час поскоро, нагласи председателката.
Što imam braćedi makedonski bilbili, koleni merakli, esnafi domakini, koga pesna zapeat, ubava makedonska, so vino i rakija, merak ena duša. Večna lozata i našta krv, čista makedonska, dečinja, da se naljaka i da se po svetu da ne sponuvat. Čista makedonska, dečinja, da se naljaka i da se po svetu da ne sponuvat, ka i da se po svetu da ne sponuvat. Сиричино ќе биде најверојатно првото населено место во Тетовскиот регион каде што ќе има парк согласно со дефиницијата од Законот за урбано зеленило. Парк е зелена површина со големина над 1 хектар која се користи за одмор, шетање, разонода и игра. Општина Јегуновце почна со подготвителни градежни работи за уредување на просторот што се наоѓа во близина на основното училиште во Сиричино, каде патот за влез во местото се дели кон Шемшово и десно кон Туденце. Ќе бидат опфатени, односно уредени 1,25 хектари или 12.500 метри квадратни како нова парковска површина со сите потребни елементи. Толку голема површина за парк нема ни во Тетово. Архитектот Игор Филиповски, кој е идејниот проект на паркот, образложува дека оваа местоположба на парковската површина, која е практично почеток на Сиричино, ќе придонесе при пристигнувањето во ова населено место. Првиот впечаток да биде едно доживување и согледување на напредна и успешна средина за живење и за посета. Тој вели дека паркот е значаен од повеќе аспекти: местоположбата, социјалниот живот во Сиричино, културниот живот, здравиот начин на живење, забавата, релаксацијата и слично. Паркот ќе представува свртилиште за жителите поради можностите што ги нуди, а тоа се чистиот воздух и сенките од засадените дрва, клупите за одморање, патеките за пешачење, терените за кошарка и одбојка, справите за вежбање, осветлувањето во текот на вечерните часови, можноста за шетање на дечињата и слично. Паркот исто така ќе биде место каде што ќе се одржуваат културни манифестации и спортски надпревари, со што ќе се промовира културниот и здравиот начин на живење, што е голема придобивка во денешното забрзано темпо на живот. За да израснеме здрави генерации, секако треба да вложиме во нив. Во нашиот парк вложуваме за децата и младите кои што ќе растат и ќе се развиваат со спорт, забава, култура во најсовремени услови, изјави архитектот Игор Филиповски. Во паркот поплочената патека за движење ќе биде со вкупна должина од 780 метри. Истиот ќе биде ограден со можност за влегување од 4 места. Покрај зеленилото предвидено е да се посадат над 300 дрвја.
kaj što drugi denje noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva, tapan kaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesti vrije. Što drugi denje noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva, tapan kaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesti vrije. Što bije tamu dobro mi je, tamu kaj što drugi denje noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva, tapan kaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesti vrije. Одете си оттаму веќе, доста е, брукасте, срам сте за судиите кои гласале за вас. Реагираше остро судијата на Кривичниот суд Ненад Савески на одлуката на Судскиот совет судиката Даниела Димовска да биде избрана за вршителна должност председател на Кривичниот суд, како 11-то рангирана на листата. На реакцијата на судијата Савески пак реагираше адвокатот Јовица Страшевски кој напиша: брука, срам и непочит кон колегите. Начинот на кој Судскиот совет избра вршител на должност председател на Кривичниот суд предизвика низа реакции, а полемика имаше и на самата седница меѓу членовите. Членот на Советот, судиката Данка Ристова, која е координаторка за овој Скопски суд, ја предложи Димовска за вршител должност председател. Таа објасни дека законот за судови пропишува дека вршител се поставува судијата кој во последната година има највисока оценка, но во последната година судиите од Кривичниот суд не биле оценети. Затоа што законот за судски совет предвидува дека редовното оценување се врши на 4 години. Поради оваа оценка не е критериум да ја предложи Димовска за вршител на должност.
Сметам дека незиното досие и биографија укажуваат дека ќе одговори на предизвикот со незината способност за комуникација и со менаџерските способности, рече Ристова, додавајќи дека така мисли и од личните контакти на семинари со неа. На ова со дискусија се надоврза членот Антоанета Димовска, таа ја пофали предложената кандидатка и ја презентираше незината биографија. Додаде и дека и била ментор. Ако нешто речете за вас дека е невозможно, таа ќе го направи да биде возможно. Практично размислува, брзо мисли, организирана е многу. Ова го кажувам зашто лично ја познавам, рече Антоанета Димовска, членка на Судскиот совет. За разлика од двете членки кои доаѓаат од редовите на судиите, членката Тања Чачарова Илиевска рече дека не се согласува дека постои колизија на Законот за судовите со Законот за Судски совет. Чанчарова Илиевска смета дека последната оценка важи 4 години и праша зошто се постапува спротивно на Законот за судовите и досегашната пракса. Тоа што сте и биле ментор, вие вам критериум да прескокнеме 10 судии во тој суд со повеќе бодови од предложениот кандидат. Ајде да се раководиме од препораките од Оценската комисија на Европската Унија и да дадеме образложение зошто ги прескокнувате тие судии пред неа, рече Тања Чачаровски Илиевска, која е член на Советот, избрана од собранието од редот на истакнатите правници. Димовска беше избрана со 10 гласа за и 2 против.
Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Сини моје јасно сонце, душа што ми стопува. Ти си ни моја сјајна звезда, пат што светлува. Ти си ни моје јасно сонце, душа што ми стопува. Ти си ни моја сјајна звезда, пат што светлува. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема двајца млади влюбени со таква За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат нема да не разделат. Срце ми е полно и душава
Со промотивен настан Македонија го одбележа пристапувањето кон World Skills Europe, најголемата европска платформа за извонредност во вештини и стручно образование. Настанот беше во коорганизација на Министерството за образование и наука, Центарот за развој на стручното образование, како и швајцарскиот проект Образование за вработување во Северна Македонија. Целиме кон извонредност во средното стручно образование, кој повеќе не е алтернатива, туку прв избор меѓу младите. Донесовме нов закон со кој го уредивме концептот на дуално образование, го зголемуваме бројот и ги јакнеме регионалните центри за средно стручно образование. Во соработка со коморите го зголемуваме бројот на компании вклучени во практичните обуки и воведуваме нови струки согласно потребите на стопанството. Обезбедивме буџет од 50 милиони денари за 1570 стипендии по 3500 денари во период од 9 месеци за учениците кои во новата учебна година ќе се запишат во дуални паралелки, рече министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа посочи дека заложбите за поквалитетно стручно образование имаат одличен одраз, односно трендот на постојан раст на бројот на ученици продолжи во јунскиот уписен рок, со повеќе од двојно запишани ученици во средните стручни училишта, споредено со гимназиите. Според неа, приклучувањето на Македонија кон престижната европска платформа World Skills Europe ќе овозможи дополнителен напредок на квалитетот на стручната едукација во земјата. Преку членството во World Skills Europe, Македонија станува дел од заедница од 34 земји што вложуваат во стручни вештини, младинска едукација и конкурентност на трудовите пазари. Платформата им овозможува на младите да се надпреваруваат на европски и светски нивоа, но и на институциите да го унапредат квалитетот на стручното образование преку размена на искуства, политики и практики. Амбасадорката на Швајцарија, Вероник Улман, ја истакна долгогодишната поддршка на Швајцарија кон реформите во стручното образование во земјава, нагласувајќи ја важноста на дуалното образование, вклученоста на приватниот сектор и пристапувањето кон World Skills Europe. Бевме фацилитатори на зачленувањето на Северна Македонија во World Skills Europe, затоа што веруваме дека преку оваа платформа земјата ќе има континуиран пристап до добри европски практики во стручното образование и обука. Тоа ќе придонесе за посилен и пофлексибилен систем. Воедно, World Skills представува уникатна можност младите таленти да ги покажат своите вештини и компетенции пред пошироката јавност. Покрај тоа на настанот беше споделено искуството на Хрватска како земја членка со посебен фокус на вредноста од мрежувањето, мотивацијата на младите и можностите за размена на добри практики. Посебно беше истакната важноста од координација меѓу институциите, училиштата и компаниите за натамошно јакнење на стручното образование. По ратификацијата на членството на есен следуваат подготовките за првото учество на македонски ученици на Euroskills надпреварите, каде што ќе имаат можност да се надпреваруваат на европско ниво и да го покажат својот талент. Дали гледаш ли бе, ах, дали гледаш
Во еден исклучително значаен момент за македонскиот туризам, нашата земја доби невидено внимание на еден од најдинамичните и најбрзо растечки туристички пазари во светот – израелскиот. Два од највлијателните медиуми во Израел, дневниот весник Израел Хеом и водечкиот туристички портал Ламтейл, ја катапултираа Македонија на врвот на листата на препорачани дестинации за 2025 година. Оваа координирана промоција во израелската јавност не е само обична репортажа, туку стратешки сигнал дека Македонија е препознаена како идеално место за автентично, достапно и длабоко незаборавно патување, особено за остроумната помлада популација која трага по неоткриени хоризонти. Ова признание доаѓа во време кога глобалните туристички трендови се менуваат, а патниците се повеќе ги отфрлаат пренатрупаните и комерцијализирани центри во замена за дестинации што нудат вистинско поврзување со природата, културата и локалниот живот. Македонија со својата сурова убавина, богато историско наследство и искрено гостопримство совршено одговара на овој нов повик за автентичност. Во обемната и прониклива репортажа насловена 2,5 часа од Израел, дали овој ефтин регион ќе стане следната дестинација за патување по војска, реномираниот новинар Јаниф Розентал го слика Балканот како следното големо откритие за израелските туристи. Тој го опишува регионот, вклучувајќи ги Македонија, Србија, Албанија, Косово и Црна Гора, како простор за будење што станува магнет за младите европејци, а сега и за израелците, кои по завршувањето на војната служба бараат авантура со смисла. Сепак во рамките на овој балкански мозаик, Розентал недвосмислено ја издвојува Македонија како централен бисер. Неговиот опис е поетичен и прецизен, погодувајќи ја суштината на она што ја прави земјата уникатна. Македонија е мирна дестинација погодна за оние што бараат вистинско локално искуство. Охридско езеро е вистински скапоцен камен, Скопје е интригантно и различно, а пейсажите се зелени, спокојни и без врева, пишува Розентал, давајќи јасен контраст на вревата и хаосот на другите популарни туристички места. Анализата на Розентал оди подлабоко од само набројување атракции. Тој ја препознава психолошката потреба на современиот патник за бегство и спокој. Нагласувајќи го недостигот од комерцијален туризам, тој ја позиционира Македонија како прибежиште на автентичноста во Европа. Оваа порака е особено моќна за израелската младина, која бара дестинации што нудат не само забава, туку и можност за рефлексија и откривање. Охрид, вистински бисер, описот на Охрид како скапоцен камен ја доловува неговата повеќе слојна вредност. Тоа не е само езеро, туку екосистем на историјата, духовноста и природата. За израелскиот читател ова е повик да го истражи градот на УНЕСКО, да зачекори во античкиот театар, да се искачи на Самоиловата тврдина и да ја почувствува мистичната енергија на црквите, како Свети Јован Канео, која е надвисната над тркизните води. Скопје интригантно и различно, овој опис совршено ја отсликува динамичната природа на главниот град. Од една страна, старата скопска чаршија со своите калдарми, занетчиски дуќани и ориентален дух нуди патување низ времето. Од друга страна, монументалната архитектура од проектот Скопје 2014 создава визуелен контраст што провоцира и интригира, нудејќи сосема поинакво урбано искуство. Скопје е представено не како статичен музеј, туку како жив дишечки организам со уникатен карактер. Природата зелена, спокојна и без врева, ова е можеби најважната порака за публиката што живее во густо населен и динамичен регион. Можноста за планинарење низ недопрените шуми на Маврово, истражување на врвовите на Пелистер или уживање во тишината на кањонот Матка е представена како луксус што парите не можат да го купат.
neka umre. Aj, daj, silno pa silno, svirete mi trubi, šuntuj ne saka, drug neka me ljubi. Aj, daj, silno pa silno, koga ke mi trgne, oro svadbeno, odmaka neka umre. Aj, daj. Од патарини во првата половина од годинава се наплатени 1 милиарда 900 милиони 255.930 денари или 30,89 милиони евра, за 78 милиони денари повеќе во однос на истиот период од минатата година. Евидентираниот раст на електронската наплата се очекува да се зголеми со надополнувањето на електронските уреди, М-карта и М-так, преку широка мрежа на малопродажни објекти низ целата држава, зашто јавното предпријатие за државни патишта наскоро ќе објави повик за избор на оператор. Во системот Отворен Балкан досега се регистрирани 5077 македонски тагови и 8500 српски тагови. Јавното предпријатие за државни патишта бележи континуиран раст на приходите од наплата на патарина. Од почетокот на 2025 година до денес, вкупниот приход за првото полугодие е 1 милиарда 900 милиони 255.930 денари, или во споредба со истиот период во 2024 година е повеќе за 78 милиони денари. Што се однесува до начинот на плаќање, во сериозен раст е употребата на ЕНАП електронска наплата на патарина и ова укажува на тренд на зголемена дигитализација и побрз проток на сообраќај на патарините, изјави за Мија Коце Трајановски, директор на јавното предпријатие за државни патишта. Наплатата е 99,6%, што потенцира Трајановски, значи се намалува и процентот на така наречените неплаќачи. Собранието минатата недела изгласа измени на Законот за јавни патишта, со кој се создаде правна основа за објава на повик за избор на оператор за поставување малопродажна мрежа низ државата за надополнувањето на електронските уреди М-карта и М-так. Тоа досега можеше да се прави само во просториите на јавното предпријатие за државни патишта. Целта е лесна достапност на уредите за електронска наплата со оглед на придобивките од наплаќање на патарините со так, што се покажа како начин успешен за наплата согласно договорот Отворен Балкан. Според Трајановски, искуствата во другите држави покажуваат дека електронските уреди за наплата на патарина станале подостапни до корисниците на автопатот, а бројот на корисниците се зголемил повеќекратно. Најавува дека повикот за избор на правни лица кои се овластени за продажба, дистрибуција и наплата на патарина со уреди за електронска наплата ќе се изврши веднаш по стапувањето во сила на измените на Законот за јавните патишта. Тој уверува дека наплатните капацитети се подготвени за летната сезона и се работи на олеснување на протокот на сообраќајот. Сношти го видов, мамо мори, убавото стојне. Сношти го видов, мамо мори, убавото стојне. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбе, елај ми на колено. Чело имат, стојното лице ле мамо, солунско синитче. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбе, ела
koleno. Crni čerešovi, stojni tebe gile mamo, morski prijavnici. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga, ergen bre dilber, elaj mi na koleno. Na to pola stojni no to grlo ne mamo lično gledalo. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga, ergen bre dilber, elaj mi na koleno. Stojne, stapni mi na noga, ergen bre dilber, elaj mi na koleno. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga, ergen bre dilber, elaj mi na koleno. Marketing. Sonce od tvojte руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Кога свири гајдата, она ми е душата, старо младо станува, мао роза игрува. Кога свири гајдата,
kakvi sme, koga se veselime, svetот neka razbere, za nas Makedoncite, da se znaje kakvi sme, koga se veselime, svetot neka razbere, za nas Makedoncite, sviri gajdači, durne razdeni, sviri gajdači, svi mi brapedi, pesna da me pogodi i razveseli, sviri gajdači, pesna makedonska, svi da stane me, gordo da zaigrame. Sviri gajdači, durne razdeni, sviri gajdači, svi mi brapedi, pesna da me pogodi i razveseli, sviri gajdači, pesna makedonska, svi da stane me, gordo da zaigrame. Вкупно 53.535 студенти се запишале на додипломски студии во академската 2024-2025 година, што представува зголемување од 2,3% во споредба со претходната година, објави Државниот завод за статистика. Од вкупниот број запишани студенти, поголемиот број се студентки, односно 31.734 или 59,3% од сите запишани. Најголем дел од студентите, дури 76,8%, се одлучиле за студирање на државните високообразовни установи, додека преостанатите 23,2% се запишани на приватните факултети. Во прва година на студии во академската 2024-2025 година се запишале 14.644 студенти, што е 27,4% од вкупниот број. Од нив 13.825 студенти се запишале првпат на студии, додека останатите се запишуваат повтор или повеќе пати, се додава во извештајот од Државниот завод за статистика. Кога станува збор за изборот на студии, здравството и социјалната заштита се покажале како најпривлечни, со 13.371 запишан студент. Веднаш по нив следуваат областите бизнис, администрација и право со 10.839 студенти и информатичко-комуникацијски технологии со 8.875 студенти. Најмал број запишани студенти, 740, има во областа земјоделство, шумарство, рибарство и ветерина.
Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Ви посакувам пријатен ден. Ова е приказна за волшебниот граф. Си било едно дете. Се викало Јовче. Живеело со својата мајка. Биле многу сиромашни. Еден ден, мајката му рекла на Јовче да ја продаде кравата на пазар. Одејќи по патот, Јовче сретнал еден човек, кој му рекол: "Јас ќе ти дадам 5 волшебни зрна за твојата крава." Јовче мислел и ја дал кравата за 5 зрна. И што се случило потоа? Мајката многу се налутила и му рекла: "Леле, Јовче, што си направил? Нам ни треба пари да купиме нова крава, а не граф." Таа луто ги фрлила 5 зрна низ прозорецот. Утрото, кога станале, кога ќе видат, што ќе видат? Во дворот пораснат огромно растение граф. Било толку високо што ги допирало облаците. Јовче почнал да се качува по стеблото граф. Се качувал и стигнал до врвот, што бил обкружен со многу облаци. Јовче здогледал огромен камен дворец. Тропнал на вратата од дворецот и му отворила жената Джин. Таа му дала да се напие млеко и му рекла веднаш да си оди за да не го начека лошиот Джин. Кога дошол Джинот, веднаш го намирисал Јовче, но жената успеала да го убеди дека нема никого во куќата. Лошиот Джин се навечерал, ги изброил златниците што ги зел од добрите луѓе и заспал. Итриот Јовче успеал да земе од златниците, а потоа се симнал по стеблото граф до својата куќа. И се било добро, додека Јовче и мајка му имале златници. Кога ги потрошиле парите, Јовче пак се качил по стеблото граф и пак дошол во куќата на лошиот Джин. Јовче имал среќа, па овој пат од куќата успеал да ја земе златната кокошка на Джинот. Се вратил дома и ја израдувал мајка си. "Мамо, донесов златна кокошка што снесува само златни јајца." Супер, значи веќе ништо не им требало на Јовче и мајка. Така мислела и мајката, но Јовче и рекол: "Ке се качам уште еднаш по стеблото граф." Кај лошиот Джин слушнав прекрасни звуци на волшебна харфа. Ако ја донесам, секогаш ќе ни биде весело дома. И по трет пат Јовче се качил по стеблото граф и стигнал во куќата на Джинот. Овој пат и жената Джин била многу лута и не сакала да му помогне на Јовче. Сепак, итрото момче успеало да ја земе харфата. Но лошиот Джин се разбудил и почнал да трча по Јовче. Овој пак стигнал до стеблото граф, се симнал по него, а кога стапнал на земјата, го пресекол стеблото граф. Така, лошиот Джин не успел да го фати итриот Јовче. И ете така, златната кокошка и волшебната харфа, што свирела преубави мелодии, направиле Јовче и мајка му да живеат среќно и весело. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.